Тука ни е и денеска, бидејќи е празник, а празник не се минува без песна и со огромна чест можам да ви кажам дека со нас овде во установата Милица, случајно, значи воопшто недоговорено, сме и со Вања Лазарова, една македонска легенда која што дефинитивно е име кое не смее да биде никако заборавено. Нема да правиме интервју нешто посебно со господјата Лазарова, туку едноставно ќе си одиме со песна. Само да ве поздравам, како сте? Молам. Како сте, добри? Много добро се осеќам. Персоналот е прекрасен, коректен, искрен, сакаат стари луѓе, значи се определиле точно на оно што сакаат да работат. Ке можеме ли да запееме? Па теа, ако морам да запеем, Ајде. Ама не знам која песма да ви. Што сте дошле и... Мене омилена ми е Јовка Кумановка. Прошета се Јовка Кумановка, ај мори горе доле Јовка, ништо и поле, ај мори ништо и поле. Кумановско. Ви благодарам. Фала. Имате ли омилена песна ваша? Да ти кажам, не сум рекла ова ми е омилена или таа омилена. Сите македонски песни што се пеат, тие се толку омилени, толку изваени, да не може, никој не смее да ја пипне, да цепне, да рече, може да земе тонче, да земе мелодија, али текст и мелодии, како нашиот народ, нашите сонародници, македонски народ се направи, не може никој да направи. Можки ме критикуваат, но јас го кажувам оно што јас осеќам, затоа што јас ги пеам тие песми. Јас ги чувствувам точно како што народот ги испеал. Кажете, ајде песна една и со тоа и ќе затвориме. Која песна ви е омилена вам? Некоја песна? Мислам, доволно што кажувам. Да, одлично кажавте. Само уште една песничка и готово. И сите ги поздравувам сите мои пријатели и тука во старачкиот дом што се однасат коректно према сите еднакво, тоа многу ми се бендисува за похвалба си. Немам мана да сум нашла да речам тоа и тоа. Си ја вршаат работата како мравките. Си знаат кој што треба да работи, толку убав печаток ми оставија да ми речат, ајде да одам во друг старачки дом, одмор би одбила, не може, јас тука сум се родила, ке речам. Добро. Тетка Вања, на децата која песна им ја запее тогаш? На децата со маки сум се родила. Таа, со маки. Со маки сум се родила, со жалости јас ке си и умрам. Маките да ми ги напишите озгора на гробот мој. Добро. Многу емотивно. Ви благодарам многу. Благодарам и на вас. Многу ви благодарам што не посетивте да видите како работат персоналот во старачки дом. Нема мана. Си работат како мравчиња. Мравки се обижат за зиме. Така овде си работат.
тоа ме фасцинира и затоа ги упоредив мравките, затоа што мравките од инсектите се највредни. Почитувани гледачи, ви благодарам многу за денешното дружење. Јас ветувам дека ќе направиме дружење уште едном. Вака ние го одбележуваме празникот на трудот, да се подсетите на сите оние кои што го имаат дадено трудот за нас, за да ние може денеска да прославуваме, да се подсетите дека не треба да ги заборавиме, туку треба да се дружиме. Токму затоа и го направивме интервјуата во оваа емисија за волонтирањето, за да видите со што би се соочиле кога би волонтирале, односно како вие убаво би се чувствувале овде. Ви благодарам, ви го честитам празникот и ви посакувам убав ден. Пријатно.